Власт велат дека секој викенд во Дојран ќе се случуваат културно-забавни настани. Репортажата има Катерина Давчева. Now we come together like a stamp on a letter. The music we bring in, making things get better. So wave up your honor. Вака еден работен јунски ден изгледа крај брежјето на Дојран. Се слуша чагорот на децата, муабетот на возрастните, звукот на ветерот и ударот на брановите, заедно со ритамот на последните летни хитови. Вреќањето на водата во езерото на рекордно високо ниво го врати и ентузијазмот кај туристите, но и надежта кај дојранчани за плодна сезона. Трети пат ми е. И како е? Супер, супер. Да. Од година во година вака е кога доаѓа? Да, пат да. Подобруваат ли условите? Многу су подобри од ладни. Повеќе пати. Да, од каде сте? Кавадарци. И како ви се допаѓа еве од годините? Многу е убаво. Оваа година посебно е убаво. Добро е, полно езерото, чисто е, се е убаво. Плажата е убава, се. Добро, мислим супер. Порано сме доаѓале, водата чек до таму беше, а сега е пуно. Супер, одлично, да. Супер е, да. И собствениците на вили и луѓето кои 2 децении не биле во Дојран се задоволни од развојот и понудата на најмалиот езерски туристички бисер во Македонија. Па гледам сега повеќе што викаме у пролаз на гости од страна, од Србија гледам има доста. Значи не сум бил 20 години во Дојран. Страшна е прометна, позитивно во секој случај, никаде езерово не било волку големо. Од локалната власт велат дека секој викенд во Дојран ќе се случуваат културно-забавни настани. Концерти на Бора Чорба, Тамара Тодевска, Каролина Гочева се дел од звучните музички имиња кои ќе бидат дел од топлиот културен бран, кој вклучува и модни ревии и поетски читања. Од идниот месец Дојран ќе добие и свое тродимензионално лого. Ќе се изработуваат 3D формат на самото лого, кој што ќе биде висина, да речеме, некои 2-3 метра и должина 4 метра и ќе биде поставен на плоштадот под Јаворија, тоа е централното место во Стар Дојран. Ќе има огромна порта која ќе ја означува и ќе го означува почетокот на самата градска плажа, со исто така со логото на Дојран. Ќе се изработуваат перници, наочари, чаши, магнети, сите оние материјали кои што ќе имаат една единствена задача да го промовираат нашето место. Освен храна за душа, Дојран на гостите им нуди и традиционални кулинарски мајстории од риба. Рацетријат и собствениците на тезги задоволни се од интересот на гостите. Па доста има доста гости има, тоа сум изненадена и многу сум изненадена за чистотата што има сега во Дојран. Порано беше мочуриште, право, искрено да ви кажам. И ми се допаѓа, навистина ми се допаѓа. Услугата е на ниво. Дојран работи на развивање на алтернативниот туризам, параглајдерство, планинско возење, велосипед, кейбл вейк парк. Исто така, цел на општина Дојран е и развивање на овие алтернативни спортови, параглајдерство. Во тек е и проектот Cable Wake Park, тоа е жичарена вода. Потоа имаме Mountain Bike, кој што се организира во септември, така да тоа е единствена цел за привлекување на млади странски туристи и работиме на тоа. Во иднина се надеваме дека ќе наидеме на голема посетеност на таа група целна. Транзит гостите од Србија ги има и оваа сезона. Иако најбројни се домашните, лани заедно со странските гости туристичкото биро пресметало рекордни 120.000 ноќевања. Според најавите, Дојран ќе добие уште 1400 метри песочни плажи, со што треба да се задоволат потребите за многобројните гости кои што дојранчани ги очекуваат.